Слава ти, Господе Исусе Христе. Видите, верниците сакаат да бидат посебни. Тие се спасени, крстени се, потопени во вода, јадат лепи вино, зборуваат јазици и сакаат да исцелуваат. А не ги разликуваш духовите, не си вистински во Исус. Сум видел многу такви христијани, да. Таа има потреба од молитва, бега од молитвите, ја напушти заедницата понатаму, зашто не икеше да сведочи и да се молиме за неја, да ја одврземе од сатанските духови. Таа прва доаѓа без пова и положува раце да се моли да исцелува. Се моли нејзиниот сопруг да исцелува, па тој исцелува, а тој не смее да сведочи, например. Знаете, луѓе кои се болни, имаат проблем физички, сака да се моли, да води молитви, друга исто така побегна од заедницата, зашто не икеше да се оддели од духовите кои ја држат врзана, а сака таа да ги води молитвите. Ете, тоа се тие моменти. Исцелуваат, одат, се молат, друга во потреба, во пораз се моли за други, исцелува, тој во пораз исцелува и сите се тие исцелители. Знаете, тоа е поразот на христијанството, тоа е тој вавилонски дух, фарисејски дух, садукејски, лицемерен дух, кај што ти говориш, а не извршуваш, кај што сакаш ти да бидеш вавилонец, да се искачиш највисоко, и тоа е таа состојба. Со такви не треба ни да јадете, со блудници, кој се соединува со блудница, еден дух е со неа. Затоа, например, не треба да се молите заедно со нив, туку да се молите за нив, бидејќи кога даваш согласност да се молиш со некој неверник, демонскиот свет отвараш врата да преминува и да се насели во тебе. Ретко го разбираат ова луѓе. Не сум сретнал долго време водачи на заедници кои ги разликуваат духовите, и затоа црквите се затруени, завладеани со фарисејскиот квас, садукејскиот, со духот на овој свет, кој се преоблекува во ангел на светлината. Господ Исус Христос во секое срце, значи не се молиме со неверници, не давам согласност заедно, се молам за нив. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Амин.